ова година во политиката од 20 поминати ми е најтешка и најубава. Што значи најтешка? Многу работа, голема одговорност, како председател, ја бев само советник, големи обврски, а сето тоа ми го наметна градоначалникот Митко Јанчев во една позитива. Неговите амбиции ме натера ова година да бидам зафатен по 15 сати дневно и со задоволство работам, помагам колку што можам. Ние донесовме не знам колку одлуки, преко 500 или 600 одлуки на 19 редовни седници и 9 морени. И бројките сами кажуваат, вие видовте дека на последната седница имавме 60 точки на дневен ред, кај што беше и буџетот. Сакам да им се заблагодарам на советничите групи на двете страни, на едната и на другата, за големата соработка. Имавме дискусии, али се во интерес на градот. Насоката на Кавадарци, што ја води градоначалникот, води кон едно не големо партизирање, него да кажам некоја децентрализација во политичките партии, и тоа беше и моја агенда и во избори и пред избори и од поодамна, дека политиката треба да биде политика само кога треба да се водат кампањи, а интересот на градот, изградбата, вработувањата да биде интерес на сите граѓани подеднакво. Тоа го реализиравме со градоначалникот ова година. Ја оценувам дека многу сме позитивни, се надевам дека наредна година еден чекор плюс ќе одиме од ова што сме го направиле ова година. Сега само да не должам многу, сакам да им посакам на граѓаните на град Кавадарци среќни новогодишни божични празници, да ги убедам дека Кавадарци ние целта да го направиме убаво за сите и верувам дека ќе успееме кога имаме добра соработка, имаме и со совет и со градоначалникот. Администрацијата се издигна на едно повисоко ниво од тоа што беше претходно и ги уследи една награда од градоначалникот, финансиска инекција. Треба и тие да имаат морал за работа. Мислам дека целта ја постигнуваме уште во првата година. Насоките се исти, нема да менјаме во агендата, уште само ќе дозираме со поголем интензитет.